Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва ќе разговарам со писателката, поточно со поетесата Трајанка Тања Стоилковска. Сите ја знаеме повеќе како Тања, ама низиното родено име е Трајанка. Најверојатно ја крстиле така поради оној стар и убав македонски обичај да им траат децата, нели? Затоа ги крштевале Трајан, Трајанка и слично. Тања, родени сте во Прилеп, во 1946 година. Ајде малку за Прилеп. Како го помните Прилеп, бидејќи во Прилеп сте цели 20 години, односно 2 децении. Таму го завршувате и основното и средното образование. Ќе продолжам ја за тоа, за името Трајанка. Ајде, слободно. Ќе си се представам. Може. Со творба. Ајде. Трајанка. Трајанка име моје свето. Гордо го носам и секој поговор остро и луто го косам. 1946-та мајка со рожба мила и незнајна кума благословиле име Трајанка за трајност на родот, во домот да се вгнезди, живи и здрави деца да се ројат, како на небото звезди. Ете, тоа е моето име. Убава символика, поврзување на рожбите, на децата со звездите. Па нели има и едно верување, еден обичај, ако видиш звезда дека паѓа, значи завршува нечи живот. Но, ајде ние да гледаме по-оптимистички, па да се навратиме во вашето детство. Како го помните Прилеп? Прилеп го помнам како прво земјоделски град. Така? Со суредени улици, неасфалтирани, со калдрма. Калдрмата многу ми значи, калдрмата секојаш сум ја сакала. Имам и творба напишано за калдрма, баш за прилепската калдрма. Со таа творба имам настапено за прв пат на поетското Маркукуле. Тања, калдрма, знам дека имаше кај пазариштето, во тој централниот дел, кај саатот. Ама калдрма имаше и кон она улица, кон Маркови кули, па надолу кон железничката станица. Значи, доминираше калдрмата. Превладуваше, така. И тоа ми оставило најсилен впечаток од Прилеп калдрмата. Улиците кои што сами ги одржува, семејствата ги чистеа сами, секојаш било чисто. Имало комшиски муабети, многу убави почитувања. Децата сме биле сите како од едно мало, од една мајка сме играле. Така сме играле народна, па со кукли, по дворишта, цветни градинки. Родителите, мајките посебно имале желба за многу цвеќиња во дворовите. Ние сме деца растени во дворови, па понатаму како растев, пошто е земјоделска фамилија моето семејство, па почна да не носат родителите помалци по нивите, по тутунот. Садевте тутун? Да, тутунот сум берела тутун, сум садела тутун. Да, Прилеп е град на тутунот. Град на тутунот, така. Но секојаш имавме слобода да излегуваме, да шетаме, школските... Имаше корзо? Имаше корзо, да. Корзото беше во два правци. Добро. Едни идат, други одат. Во кој правец? Симпатиите. Па еден правец оди кон железничката станица, а другото кон Плетвар, да речем. Така, значи кон Липа, хотелот, а другиот кон излезот од Прилеп. Традиционалната турска бања, да ја речем. Тој дел беше корзото. Тука бија првите симпатии, првите љубови. Тања, тутунот, кој не знае, многу се одгледува. Рано треба да станеш за да бериш. Да, зависи... Па треба да нижиш, па после да калапиш. Ништо не е мачно. Ние со од калапење сме биле спасени. Децата не сме калапеле. Не сте калапеле. Ама родителите. За берење тутун не носили и тоа со еден збор само ќе речат: деца, станувајте, одиме. И се знае. Да.
И сме имале слобода, без разлика на тоа што е Колку тешко. беа нивите оддалечени од градот? Блиску беа или? Па блиску се, Блиску. да. Блиску беа нивите, тоа Пешки. измеѓу Прилеп и селото Дабница. Да. Татко ми потекнува од Дабница. Како роден одевте, е. пешки одевте или Не, со имавме запрежна? кола, запрежна кола Запрежна имавме, така да... не Со ни конј, беше. со магаре, Со две маски, со две маски. да. Магарето секако е присутно. Да. Тоа кога се сади тутунот, носи вода магарето. Да, се полнат. Сум заборавила како се вика тие. Добро. Како буриња од Како страна. буриња, да. метални. Метални. Направени. И не ни било мачно за тоа што родителите воделе рачун да имаме и слобода, да имаме и игра, ама да бидеме и одговорни према работата. И така во Прилеп го завршувате и основното и средното образование. образование. Ајде малку прво за основното образование. Ги учевте буквите, броевите, ама сигурно тогаш сте учеле и да читате, Да. ама и да пишувате. Да. Па дали некако со читањето и пишувањето тогаш се создаде и таа љубов кон книгата? Не би Или рекла, подоцна? не би рекла, јас имав постар брат од мене, така да почнам со 6 години да читам веќе. Така, значи во семејството. Во семејството Најпрви. научив да читам Така. пред да Пред да почнам со отидеш прво во одделение. училиште, да. Да. Тогаш имавме едно школо во Малско школо, го викаат Турско училиште, кое што сега веќе не постои, таа веќе има некоја зграда горе. Учев во Зошто школа... турско школа? Било изградено во турско време? Па, Старо? Веројатно, веројатно, Да. затоа што името му остана Турско школо и ден денес зградата што е направена маркетот се кажува кај Турското Кај школа. турското школа, Да. така. Потоа се не преместија во школото Перетошев. Тоа исто тука во улицата наша кај што живееме. Кое мало е близко. тоа, Тања? Тоа е центар фактички Добро. пред Тризла мало. Така. Да. Осмолетка имам завршено во Тризла, Да. Добро Јовановски, браќа Младиновци се викаше школото. Добро. Имав прекрасни другарки, ако сме сите уште на број ги поздравувам искрено. Да. Бевме 5 другарки, многу убаво се дружевме и така со секогаш со убаво памтење ги спомнувам. Так. И потоа доаѓа Потоа средното доаѓа средното образование. образование Во кое училиште одеше? во Кузман Јосифовски Пито. Тоа е Тоа е во гимназија? центар, гимназија, Гимназија, да. делеа средно економско Со, и да, гимназија. значи Да, во паралелки. две смени. Гимназија и економски паралелки. Потоа не преселија во ново школо, само средно тоа беше, уствари беше средно економско и хемиско. Така. Заедно. Така. Така годините поминуваа, интересно беше, весело беше. Како добра ученичка, во прва година учевме политичка економија, морам тоа да се Да. подсетам. Професорот предаваше за првобитна заедница и рачунајќи дека ние сите сме научиле тоа, наредниот час мене ме дига да кажам и да одговорам на неговите прашања. Меѓутоа, јас како прва лекција, и никој не ја учи, ни јас не сум ја научила, тоа ми беше првата единица во школувањето мое. Значи и добрите ученици понекогаш Да, да. може да им се случи некој пропуст, некој гаф, да речем. Точно. После ја научив, немаше проблем, али првиот час така помина. Моето следно прашање е поврзано со од Прилеп доаѓате во Скопје Од Прилеп, или да, јас сум мажена во Скопје. мажена во Скопје? Да. Така. Со моите 20 години, наместо да студирам, Млада невеста. млада невеста. Така. И така во бракот не работев, значи 2 дечиња имаме. За жал сопругот многу рано почина, така да мислам децата беа пораснати, мажени, внучиња дочека се, ама сепак беше прерано неговата смрт. И јас така продолжувам Кога понатаму. кажа мажи, значи ќерки се. Керки, Така. да, 2 керки. Две ќерки.
Две керки кои што си ги викавме гулапчиња. Так. Така милувавме да ги викаме. Тања, што работеше овде ти во Скопје? Јас долго време не работев, значи Да, јас кажа дека не работиш, ја. Да, со 36 години со акцијата за вработување се вработев. Так. Работев во комерцијална банка. Во банка. Да. Кај парите. Службеник кај парите, точно имам најмногу пари изброено во семејството. И рачно и со машината и за броење. секој сум одела рачун да платата да си ја донесам дома, немој некому да му ја поклонам. Да. Значи во комерцијална банка работиш. Во комерцијална банка работев 18 години. После 18 години сум со семејна пензија. Така животот го продолжува. И се снаоѓам со разни рекреативни измишлјотини, да ги речам, или намерни и ненамерни, да можам да си го поедноставам животот. Да, тоа сите го прават. Да си стареа. Така. Ќе дојдеме и до тоа. Да. Сакав малку да се вратиме на книгата, на читањето, на пишувањето. Додека работевте во банката, да. Сигурно не сте имале можности да пишувате, бидејќи сте се враќале, претпоставам, преморени дома, од броење пари и од други контакти со странки и слично. Па нормално, и домашните работи тука се, домашните обврски. Само службените. И некако, сигурно сте чекале, како се вели, да дојдат тие помирни денови и години, пензионерските денови, за да се посветите и потрајно, и подолго на творештвото. Кога почнавте да пишувате? Со творештво почнав во 2000 година. 2000 година керката ни беше ние се уште во Мелбурн. По смртта на мажот ми, јас за 3 месеци отидов во Мелбурн. За да се олесне, во Австралија. Тагата, болката, пошто не можеше да дојде на погребот. И таму почнав да се дружам со пензионерите. Имаат многу убави дружби. Имаат и црковни општини, ама и клубови имаат, литературни. Во клубовите одевме, се дружеа, ќе си донесат нешто од дома, ќе си се послужат, ќе си се посоветуваат по муабетат. Беа одвоени и тие што беа во брак, беа одвоени од сопружниците, си седеа жени со жени, мажи со мажи. И секогаш темата им беше старото место, родното место, Америка, братот, носталгијата. И така мене тоа ме погоди и првата песна фактички мене ми е во Мелбурн творена и се вика Носталгија. Носталгија песната после подолги години, може би 10 години, откако излезе збирката во 2016 година, ја подарив на брачниот пар Вера и Васил Павловски. Васил свири со гитара, така мислам дека аматерски, повеќе, но сепак се служи со гитарата. И ја одбрале песната, таа носталгија, тука ми е меѓу првите. И ја обработија музички. Така. Направија композиција. Како композиција, да. Добре. Така да првиот настап со песната како музичка композиција настапивме кај Благојка. Имаше Благојка Филипчева, професорката. Клубот на просветните работници. Клуб на просветните работници, литературни творци, така. Она имаше промоција на книгата Татковина, дедовина, мајковина. И ја замоли, викам, оваа песна одговара на таа тема. И така јас, Вера и Васил ја отпеавме песната. Беше примена со многу овации, аплаузи, солзи.
така, пошто беа тука евоцирани спомени од 48-та година, деца живи светоци. Так. Сега, по вашиот престој во Австралија, се враќате овде повторно во Скопје. Колку време бевте во Австралија? Во Австралија бев 1 година. 1 година, добре. Да. И се враќате овде во Скопје и во вашата биографија тоа стои дека сте зачленувате во хорот Серенада. Да. Дружите со ликовниот творец Живко Поповски Цветин и со други творци. Често сте присутни на изложбите, на литературните манифестации, читања, промоции и слично. Посебно имате нагласено во вашата биографија дека сте учесник и организатор активен во традиционалните дебармалски серенади. Тоа е навистина една необична манифестација. Хајде малку кажете ми нешто за тие ваши дружби, тие ваши манифестации, каде што се среќавате, разговарате, настапувате, читате, пишувате, промовирате и слично. Како што рековте на почетокот од оваа емисија, барате начини за пензионерските денови, да ги поминувате поквалитетно и посодржајно. Така. Хорот Серенада почнав да членувам од 2006 година. Серенада името го добила по кумство од Живко Поповски Цветин. Така. Со Серенада бевме многу успешни како група во пензионерските надпревари, регионални, ревијални. Одевме често пати на изложбите на Цветин, што ги имаше во одредени простори, каде и да е. Бевме на врвот во пензионерските смотри. Да, смотри на пензионерски песни и игри. На пензионерски песни и игри. Ама сте учествували на меѓународни фестивали? И на меѓународни фестивали. Бевме во Грција, тука и во Скопје имаше меѓународен фестивал, Скопје пее. Хорот имаше промени, малце имаше поделби, разделби, ама сепак остануваше серенада. А дебармалските серенади па повеќе од 2 децении има традиција. Живко Поповски Цветин наутро закројува лозата. Да. Порано на некоја лоза, а потоа засадија лоза на местото кај меаната на жабарот. И во последните години таа лоза се закројува. Тука имаме поетско читање, малку почестување, песна, поезија до пладневните часови. А вечерта дебармалските серенади почнуваат од пекарата Силбо со подготвена погача од Силбо, прекрасни погачи прави. Тука малку се замезуваат, да речам, пеат и така натаму и продолжуваат по улицата 29 ноември. Доаѓаат до балконот, каде што треба да се изведат серенадите. На балконот обично сум јас, девојката или бабата, да речам, која што ги чека, подготвена сум со балони, во балоните ставам паричка, во 2 балони, значи кој ги добие, ќе се жени или ќе се мажи. Сина, доврзуваме нешто, нели? Не значи ништо, да се збогати само програмата. Па цвејкенца, па бомбончиња, парички и така тоа, све иде од мојот балкон. И предходно вода. Нели, кога правеле серенади, родителите за непожелните серенадисти
им фрлале Им се истура копа вода. Да. За да се Да, тргнат за да од се пред тргнат, балконот, точно. за да може да спијат. Таа е мојата функција во дебармалските серенади, потоа продолжуваме по дебармалските меани кафане. Така. Завршуваме во сладкажницата Напче, каде што имаме торта, поетско читање, пак песна, и целата таа манифестација е пропратена со песна, поезија, така ја подготвува Живко. Еве убаво што хронолошки, постапно, ни ги опишавте, ни ги објаснивте дебармалските серенади, бидејќи и ова е доказ како се создава една манифестација, но една традиција. Точно. Некој подоцна, кога ќе го истражува ова сегашно современо време, ќе се наврати и на дебармалските серенади и токму на овие обичаи што вие ги правите сега. Значи, некогаш ќе се прикажува, ќе се раскажува, но и ќе се пишува за ова време, за дебармалските серенади. А во вашата биографија, меѓу другото, велите, членовите на хорот настапивме и како актери во драмата на доаенот на драмското глумиште за 50 години посветени на професионален план. За Мите Грозданов? Се работи за Мите Грозданов. Ајде малку кажете ми нешто повеќе за ова, бидејќи е навистина необично. Тоа беше прекрасно. Кога сте биле во улога и на актери. Повеќе статисти може били актери, ајде како и да е, нели? Тоа беше нависто на нешто прекрасно. Соработувавме со Мите Грозданов, со Горан, така знаеа да дојдат во хорот, да не послушаат, да не посетат. И од тука произлезе соработката Анчевски, поетот, така. И со тек на време ни вети Мите дека спрема нешто во кое што ќе учествува хорот Церената. Така. И ветувањето си го одржа. И вие бевте вклучени? Ние бевме вклучени. Тоа беше со доста проби пред се. Цел хор учествуваше. Ние бевме една кафана, хористите, така. Каде што се пее. Фактички е темата многу сериозна. Актерите настапуваат како Егеј, Пирин и Вардар. Така. И тука пропратено со песна, со определени песни кои што Мите ги обожавал. Кафански. Имаме солисти во хорот кои што можат многу убаво да ги изведат тие песни. Еве да го спомнам, од сите, мислам дека најмногу е заслужен. Ајде се не ми текнува името. Се извинувам ако ме гледа. Ајде ќе ви помогнам, може би, јас ќе се сетам. Така, од групата Македонија? Не, од нашата група е. Во Серенада? Во Серенада. Добро. Од хорот Серенада, добро. Од хорот Серенада. И потоа, еве, да продолжиме, значи, по тие настапи што ги имате, се редат и поетски настапи на Скопско лето, на Прилепско лето, промоции на повеќе дела од поетесата Мирјана Селчанец и други, а сега сте активни во хорот на Сдруженијето на пензионерите Центар. Ајде малку за овој хор на Сдруженијето на пензионерите Центар. Како се вика Елегија? Елегија. Добро. Кажете ни нешто повеќе. Со диригентот Валери, Поп Стефанија. Добро. Во хоровите обично ги имаме обработени се тие песни, народни македонски песни, Миле Попјорданов, Кале Шанџа, Билјана Платно белеше тие песни и стварно се прекрасни песните, ја ги обожавам тие песни. Исто така настапуваме на пензионерските регионални и ревиални, на покана од некое здружение или некоја промоција, пак
Тоа све зависи, нели, од другата страна. И така, благодарение на сите овие настани, јас мојот живот си го продолжувам на некој начин. Така, сега пред да кажеме нешто повеќе за вашите објавени книги, можна е интересно и необично да кажеме и гледачите да ги запознаеме со една ваша друга активност, би рекол спортска, бидејќи за Сдруженијето на пензионерите Центар, вие спортувате, значи лично, Да, во дисциплината гаѓање со воздушна пушка, да. жени, и екипно имате освоено 2 златни, 2 сребрени и една бронзена и еден бронзен медал. Да. Па, поетесата Трајанка Тања Стојуковска е всушност и спортист, поточно стрелец. Стрелец. Значи, се занимавате Да. и со стрелаштво. Кога го откривте со тој ваш стрелаштво- талент, таа ваша дарба? Талентот за стрелаштво ми е од средно школа. Уште од средно училиште. Учевме политичка економија Така. и така се формира друштво, односно група на Добре. средношколски такмичења. Добро. Одевме во Битола, исто и таму имавме успех како среднисти. Така. И сега тоа како одело, знам само дека одевме, се такмичевме и тоа кај мене останало како страст, не само како љубов, него како страст во стрелаштвото. Со воздушна пушка. Со воздушна пушка, да. Кога Со диаболи. кога се пензионирав, во Сдруженијето на пензионери на Центар, немале просторија каде, гаѓа во дворот на Сдруженијето, Така. има мети над зидот. Мети над зидот. Да. А ја, пошто таму живеам, проаѓајќи кога ги видов, и кај мене се појави таа страст, што викам, не само потсетивте. љубов. Да. Так. И не познавајќи ги, само придов, се поздравив, и они одма сватија дека мене тоа ме интересира, и уште кога им кажав дека јас сум стрелала, значи немаше мрдајне за мене веќе од таа дружина. Еве ви ја пушката и Да, гаѓајте. и така почнав да тренирам. Жените на Центар биле секогаш прво место на регионалните, медалите веќе се друга ситуација на републичките надпревари. Так. Последната медала ми е во 2022 година, златна медаља. И покрај сите наши откажувања за тоа што сите членки сме веќе возрастни, а стрелаштвото бара, нели, психофизичка состојба, здрава, Цврста рака, цврста рака, и око со колово. оштро око, Оштро стабилен став. Да. Тоа ние малце сме го изгубиле, ама сепак за овие години Тања, да прашам лаички, кога гаѓате, го земате с дивот и не дишете? не дишаме. Добро. Убаво е на гледачите што им проговоривме за вашата пасија за стрелаштвото. Верувам дека малкумина се занимаваат активно денеска со стрелаштво од Па пензионерите. и не можат да оформат група веќе. Веќе е проблем. Не знам зашто не се заинтересирани жените. А, По така. другите спортови повеќе одат, Повеќе. а за стрелаштвото некако се плашат. Па не знам, јас мислам дека жените стрелаат директно во срце. Таа е друга стрелба. А овде бегаат од метата. Тоа срце стрела и не е болно, а ова во зидот, во метата, Да не боли, тоа не боли, Не тоа боли. само поени носи. само поени носи. Да. И голема е радоста кога ќе погодите во самиот центар, десетката. Значи најголема радост е десетката. Така. Да. Како студентите кои ќе добијат десетка во индексот. Да. Бидејќи сте вие писателка, поетеса,
Кажавте дека со поезија започнавте во 2010 година во Мелбурн, Австралија, со вашата прва творба Носталгија, која што била и музички надградена од Вера и Васил Павловски и се претворила и во музичка numera, односно композиција. Но, треба да кажеме дека 6 години подоцна, значи во 2016 година, ја објавувате вашата прва стихозбирка Предизвик. Сега, еве е таа книга, Предизвик, во која што ја има и таа ваша прва песна, која што не е случајно и прва во книгата Носталгија. Издавач на оваа книга е Академски печат од Скопје. Па кажете ми, односно кажете ни и на гледачите нешто повеќе за ова ваша книга, за која поговор има напишано Лидија Лучко Јеремич. Ама вие со ваши зборови малку да ни ја представите книгата Предизвик. Предизвик. Прво за насловот ќе кажам. Така. Никогаш не сум помислувала дека ќе бидам поет, дека ќе пишувам, дека ќе издавам книга. И кога дојде до сето тоа, кога ги собрав сите творби, навистина беше предизвик за мене да ја направам оваа книга. Кога сме кај зборот Предизвик, морам јавно да кажам дека денес, за жал, во јавноста и неправилно се употребува овој термин. Зашто предизвик е позитивен збор. Точно. Збор што поттикнува, што инспирира, што покренува нешто да направите. А денеска се повеќе се употребува и како негативен збор. Се наоѓаме, вика, предизвици. И ти таман мислиш дека си тие некои позитивни, сваќаш дека станува збор за негативни нешта. Зборот предизвик, барем јас така го сваќам, така го доживувам, секогаш бил позитивен, поттикнувал, инспирирал, покренувал. Предизвик, прво, и јас по моје видување, го победуваш стравот. Ја така го тумачам зборот. И затоа е предизвик. Добиваш сила, добиваш мотивација. Натрешна енергија. За да излезе таа книга Предизвик од мене, на првиот конкурс кога конкурирав со песната Горчина. Тогаш беше Иванка Стојкова председател на Сдруженијето на просветни работници и литературни творци на Македонија и песната е наградена со втора награда. Исто така имам расказ, кој што беше исто на конкурс. Со наслов Исповед. Исповед, да. Така. Исто има добиено втора или трета награда, ги имам на сите тие признанија. И меѓу две собранија, целата збирка Предизвик има втора награда. Добро. Значи, ова е од наградените збирки. И полека да се префрлиме малку на вашата следна книга, значи втората ваша книга, објавена во 2022 година, инаку е со насловот Разбој на тишината. Како се ткае тишината? Ајде авторката да ни каже. Авторката. Пред се многу го сака разбојот авторката. Така. И мислам и покрај тоа тик-так на разбојот, тоа е само работа на разбојот. Така. А се што излегува од разбојот, излегува во тишината на авторот. Јас така тоа си го тумачам и еве го разбојот го имате на... Да, тука го има разбојот. На задната корица од книгата. Меѓу последните творби исто така имам напишано творба Разбој. Значи, разбојот мене ми значи нешто што е
Јас сум го видела, сум седнала на разбојот. Тања, знаете да ткаете? Не знам да ткавам, но сум седнала колку да пробам. Да пробате. Зашто тоа е многу одамна, во детството е тоа. Так. Кога мајките сновале, Да. припремале сето тоа, сум пробала да го направам оној со нозете, со рацете, нели? Моталката се става. Да. И затоа разбојот ми оставил силен впечат од детството и не можев да го одбегнам. И покрај тоа што е разбој на тишината, разбојот нема тишина, нели? Нема тишина, што има шкрипење, има... Да, ама тоа е само неговата работа. Так. А работата на створителот, на производот, е во тишина. Так. Еве една убава идеја за да се победи тишината. Може да се ткае, може да се везе, може да се пишува, може да се чита. Значи, ја и сум заткајувала. Заткајувала, добро. Сум плетела, сум шиела. Така. Значи, ги имам сите вака домаќински работи испробано. Така. Нема нешто што не ми поминало низ раце. И што најмногу ви лежи од се тоа што сте пробале? Од сето тоа најмногу ми лежи сега ова што е круна на мојот живот. Добро. Сакам да со ова ќе се пофалам, значи. Ајде. На моите првнучиња Аријана и Лука по азбучен ред на кирилицата. Так. Да. Еден азбучник. Да. Овај беа сега тука на гости дојдене, они не се гости, се домаќини. Па ајде, некои од тие букви јас ќе ги прочитам. Ангел. Внука. Галеница. Дар од Бога. Ѓердан бисерен. Љубов и убост. Да. Мајка. Потомци. Радост. Срце. Утра. Фантазија. Хоризонти. Цветни патеки. Так. И други букви, и други убавини од бабата за прабабата Тања. Прабабата Тања, да. За правнуците. Како што рековте, Аријана и Лука. Тања, бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата, имаме уште малку време, сакам да кажам дека учествувате со лични творби, односно сте учествувале во 40 алманаси објавени во Македонија и Србија. Да. За време на пандемијата, за да го пополните, како што велите вие, времето, започнавте и со аматерско сликање на хамер, на платно, на канвас, фитоколаш техника, проследено на дрво, со темпера, со акрил, со маслени бои. Имате создадено повеќе од 40 слики. Но, исто така, сте се занимавале и со креативни други, да речам, хобија, како што се собирање ситни, разнобојни камчиња и школки и нивно лепење на каменчиња како нивна основа. Точно. Значи, вие сте една од тие летувалки, жени, кои што одат по брегот, покрај езерото или морето и ги собираат тие убави разнобојни камчиња и од нив прават одредени уметнички творби. Го правите тоа се уште? Па тоа го оставив малце. Или малку Тоа се заситив со тоа. Да одмори тоа. Да, со тоа се заситив, а сега последно е ова што сум го направила со голем мерак, така ќе го речам. Друго пишувам, сепак припремам трета збирка. Тоа сакам да прашам, што подготвувате ново? Трета збирка? Да, третата збирка, поетска. Го знаете насловот или раскаси, се уште немам овој наслов. Добро. Али почнувам да ги средувам творбите, собирате ги, систематизирате, така? Тоа е сега во... Се вика трета книга, трета среќа.
Трета среќа. Така. Стварно немам се уште на ниедно име издвоено како ќе се вика. За овие ми беше лесно, а третава е посериозна малку и така бара посериозен Така. наслов. Ајде сега со третата книга погодете уште подиректно во метата, односно во целта. Целта. Па што повеќе читатели да ја видат и да ја прочитаат таа книга, бидејќи денеска навистина тешко се објавуваат книгите, ама уште потешко се стигнува до читателите. Да. Многумина мислат дека лесно е да се објави книга. Не, затоа што неопходни се средства за печатењето, за компјутерската подготовка на таа книга, но уште потешко е да се стигне и до читателите и до читаноста, бидејќи не е само да ја подарите книгата или да ја добиете книгата на подарок, како подарок, туку треба книгата и да се прочита и треба книгата и да се протолкува. Да неја се помалку се пишуваат осврти, критики, рецензии, критики, не само како кудење, критики како пофалба, значи како толкување, како толкувачки, аналитички, синтетички текстови. Јас сум сведок и знам дека сте мощне активни и преку Издруженијето на просветните работници настапувате, но и преку Дебармалските серенади, и преку хорот на Издруженијето на пензионерите Центар. Имате ли нешто неисполнето како желба, што досега не сте го оствариле, па можеби си велите, хајде и тоа да го направам, или... Сега последно што правам... Добро, хајде да откриеме нешто. Пак е сликајнето, ама на дрво. На дрво. Значи, скапи се рамките, скапо е врамувањето, стаклото и сето тоа. И пошто имам повеќе даски од тие даски во кујна што се, нели? Да. И јас почнав на тие даски да сликам, на нив не треба стакло, не треба рамка. Тоа е интересно. Да. Еве вака со еден од овие фломастери, која боја сакате? Црвената. На овој лист, на ова хартија, напишете ни една ваша мисла, една ваша порака и подпишете ни се. Како учесник во нашата емисија, еве тука, повелете. Таа страница е ваша, можете слободно да пишувате, да цртате, што сакате, направете. Да се ги ставам прво на овчарите. Ајде. Слободно. Љубија. Татковината. Татковината. Добро. Додека чкрта фломастерот, љубопитен сум да видам што ќе биде следно напишано со вашата рака. Љубија татковината како себе си и своите чеда. И своите чеда. Прекрасно кажано, навистина убава една порака, што верувам секој... Само не го одвоив овде, едно запирче ке става. Одвоите го. Значи, верувам и посакувам секој македонец вака да ја чувствува и да ја сака татковината. Како себе си и како своите чеда, како својот пород. Еве со рака, Тања, да ви честитам за сите овие ваши активности и да ви посакам и во иднина најпрвин добро здравје, многу среќа и многу нови успеси. Така, сите да имаме здравје, пријателски односи, вака како со вас во моментов. Да. Многу ви благодарам за поканата. Се надевам дека се беше пред. Да, и јас ви благодарам.